Добар ден, почитувани гледачи. Добродојавте во уште една емисија Лилба. Денес сакам да зборувам и да ве запознам со една многу античка билка, со една билка која што е древна, која што била доста употребувана и доста е и сега употребувана, но реално митологиите врзани за неа, приказните врзани за неа се доста заборавени. Па затоа денес одлучив да направам оваа емисија да ве запознам токму со оваа билка, а денес зборуваме за ловоровиот лист, или по латински Laurus nobilis, уште позната во народ како лавор, ловор и слично. Значи, пред се ловоровото дрво е всушност зимзелено дрво, кое што баш буквално расте како грмушка. Кај нас се одгледува, значи, по дворови, се сади. Претежно го има во нашава преоба Македонија, го имаме во Гевгелиско како најголемо застапено. Иако го има низ целата Македонија, малце потешко се зафаќа поради наразличните температури, бидејќи преферира доста топло, односно сака топлина. Станува збор за дрво кое што расте до 15 метри во висина и се карактеризира со тоа што, значи, неговите листови се доста цврсти и кога ќе се протријат, односно кога ќе се скрши самиот лист, испуштаат доста пријатна арома која благодарение на неговите етерични масла кои што ги содржи во неговиот состав. Ловоровиот лист, односно ловорот, има еден доста добар хемиски состав, од кој што, како што веќе напоменав, содржи доста квалитетно и добро етерично масло, кое што при самиот допир на самите листови со кршење и слично, значи се испушта. Потоа содржи доста витамин А, содржи витамин С, содржи селен, магнезиум, манган и слично. Како што можеме да видиме, содржи доста богат хемиски состав, а со тоа всушност е и доста добра билка да се употреба за многу заблувања. Зошто античка билка? Значи, пред се ловоровиот лист бил употребуван од страна на грците, на старите хелени, односно, значи, победниците биле кронасувани со венец од ловорови листови. Со тоа всушност им се давало авторитет, односно им се давало како награда за победа, пошто и самиот ловоров лист всушност символизира победа, надборување над злите сили. Во народната медицина, значи, ловоровиот лист наоѓа широка примена и употреба, се доста, како што реков, се употреба за доста, односно за повеќето од заболувањата, што конкретно пред се најдобра билка за респираторниот тракт. При бронхитиси, при кашлица, при болки во грлото, во спаление на крвниците, значи секакви проблеми со респираторниот тракт, горни или долни дишни патишта, ова ви е одлична билка да се употреба, бидејќи делува на темелно прочистување на истите. Самата билка е пред се антивирусна, антимикробна, има антивоспалителни дејства и секако има антиоксидативни својства, кои што сите тие делуваат на подигање на имунитетот. Значи, пред се ова билка број 1 за подигање на имунитетот, за чистење на крвта, за чистење на организмот на различни патогени, микроби, потоа се употребува при наразлични настинки, течење од носот и слично. Покрај тоа што се употреба за респираторен тракт, одлична билка да се употребува и за гастроинтестиналниот тракт, односно делува на самиот желник, односно кога имаме подуеност, нервозни црева, синдром на нервозни црева, потоа кога имаме проблеми со столицата, кога имаме проблеми со нервозен желник, киселини, наразлични мачени, повраќање и слично, ова е билка која што треба да се употреба, бидејќи делува на смирување на сите тие дигестивни проблеми. Покрај дигестивните проблеми, односно покрај дигестивниот тракт, значи оваа билка исто така добра за слабење. На кој начин всушност? Не е оваа билка која што ќе ви помогне магично да ослабете, но бидејќи делува на вадењето на вишокот на вода од организмот, со тоа всушност ги стимулира бубрезите да почнат да лачат, односно да исфрлаат вишокот на вода во самиот организам. Со тоа што се зголемува самата диуреза, значи на тој начин се постигнува слабењето, односно вадењето на вишокот на вода. Па затоа сите кои што имате проблеми со едема, сите кои што имате проблеми со водената болест, наразлични отоци и слично, ова е билка која што треба да се употреба, бидејќи има јако диуретично својство, односно помага при враќање на самата функција на бубрезите, односно ги стимулира истите да почне да се лачи мокрача. Со тоа што делува да се излачува мокрачата, значи делува на
пад на притисокот, па затоа сите кои што имаат висок притисок би ја препорача оваа билка да се употребува. Ревматичните заболувања се исто така заболувања кои што се поврзани со уринарниот тракт, односно се создаваат кога всушност мокрачните киселини, односно мокрачните соли се таожат во коски, во зглобови. А бидејќи самава билка, како што реков, делува на вадењето на вишокот на вода, со тоа всушност ги стимулира и бубрезите исто така да почне да се вади самата таа мокрачна киселина, односно тие мокрачни соли кои што се наталожени, па затоа сите кои што имате проблеми со гихт, ишиас, реума, лумбало, артритис и слично, оваа е билка која што треба да употребувате, бидејќи како што реков ги чисти солите, го ослободува организмот и на тој начин делува. Има јако аналгетско дејство, односно делува при најразлични болки, без разлика дали е тоа болка во главата, значи може да се користи при мигрени, може да се користи баш буквално како замена на аспирин. При болки во зглобови, при болки во мускули, потоа при болки во забите, забоболка, потоа болки во грлото, најразлични болки слично, оваа билка треба да се користи за истото. Надворешно се користи при најразлични кожни заболувања, како што се лишеи, екзема, псоријаза и слично, воспаление на лицето, најразлични дерматитис и слично, додека пак за здравје, исто така се користи за здравјето и за нега на косата, при што стимулира раст, бидејќи ја подобрува циркулацијата, значи самата билка делува и внатрешно и надворешно на подобрување на циркулацијата, со тоа всушност се враќаат сите животни функции кај човекот и секако значи делува на одржувањето на самата коса, односно на здравјето на косата да не биде првутава, значи сите оние кои што имаат проблеми со првут и слично, ловоровиот лист треба да го употребуваат. На кој начин всушност се употребува, односно што можете да приготвите? Од него можете да приготвите лекови чај кој што се прави на следниот начин. Значи се земаат 3 до 4 ловорови листови, добро иситнати, односно искршени, се попаруваат со една шолја завриена вода. Стои тоа поклопено 20 до 30 минути, се процедува и се пие 2 шолји на ден са бајли навечер, половина час пред јадење по 250 мл. Морам да напоменам дека чајот од ловоров лист не смее да се претерува, бидејќи во поголеми количини може да предизвика труење на организмот. Бидејќи ова е баш буквално билка која што старите грци употребувале за поттикнување на визии, се уште се открива што е тоа што делува баш буквално како халуцигено во самата билка, со тоа што старите грци, значи свежите листови ги консумирале, односно ги джвакале, ги голтале и на тој начин всушност поттикнувале визии, односно на тој начин почнувале да гледаат најразлични работи кои што не можеле да се видат со обично око. Затоа не сме да се употребува во поголеми количини да не предизвика некој штетен ефект. Чај за слабење, кој што верувам дека сите сакате да го слушнете, верувам дека бидејќи ова е моја рецепта која што е доста популарна, кружи на интернетот, верувам дека повеќето од вас се знаете, имате прочитано на интернетот, но сепак ја споделам и овде. Значи, за овој чај за слабење потребно ви е 500 мл зовриена вода, потребно ви е една супена лажица зелен чај, по можност да е рефус, потоа потребни ви се 6 ловорови листа, едно стапче цимет, парче ѓумбир во величина на палецот, добро измиен и излупен, и една супена лажица свеж макдонус. Сите овие билки се попаруваат со 500 мл зовриена вода. Стои поклопено тоа 1 час, се процедува и се дели оваа количина на 2 дела, еден дел се пие на сабале, еден дел се пие навечер, односно 250 мл наутро, 250 мл навечер. Чајот се пие во период од 10 дена, потоа се прави пауза од 5 дена и се продолжува третманот, односно се продолжува се додека не стаса до посакуваната килограми. Потоа, што можете друго да припремите? Можете да припремите лековито масло од самите ловорови листови, кое што ова масло е извънредно за лекување на различни болки во зглобови, потоа може да се користи при мигрена, може да се користи при болки во мускулите и слично. Значи се зема во една тегла, празна тегла, се лесно се полнат со суви ловорови листови, не да ги гмечите, значи лесно ги полните во теглата. Наливате ладно цедено сончогледово или ладно маслиново масло. Можете да го направите и на друг начин, односно наместо масло да налиете ракија домашна, да го ставите до 140 дена исто како и маслото, да го процедите,
исто се користи, на ист начин се користи, зависи кој како што преферира. Доколку преферирате со алкохол, значи се користи 2 до 3 пати на ден со мачкање на локално на самото место, со втривање за да упие на самото место, додека пак доколку преферирате како масло, може да се користи исто 2 до 3 пати на ден со блага масажа на самото место. Покри тоа, значи, можете исто така, лековите кај ловоровите листови се исто така неговите зрнца, односно неговите семиња, кои што по иста постапка се прави масло, значи се толчат, се закиснуваат во масло или во ракија, и потоа всушност се користи за масажа, односно за сите овие заболувања кои што ги наведов. Доколку користите, значи, доколку правите во форма на ракија, односно како тинктура, изварено е за лекување на различни проблеми со главата, односно проблеми со првот, проблеми со опаѓање на косата и поттикнување на раст на косата. Секако има доста рецепти кои што може да се направат со ловоровиот лист. Ќе споделам уште еден кој што е баш буквално рецепт за сите оние кои што имаат проблеми со реума. Дали е тоа артритис, ишиас, лубаза, значи во таа група спаѓаат сите овие заболувања. Оваа терапија е следнава, значи се зема една супена лажица и ситнети ловорови листови. Значи ги ситните пред се ловоровите листови, потоа земате една супена лажица и ја попарувате со 300 мл зовриена вода. Ја поклопувате и оставате во текот на целата ноќ. Нарано утро се процедува оваа смеса и оваа смеса треба да се испие во текот на денот на голтки. Значи во текот на целиот ден по една голтка се пие, не наеднаш. Овој чај се пие 3 дена, потоа се прави пауза од 7 дена и потоа се продолжува се така во период од 2 до 3 месеци, односно се додека не се среди проблемот. Значи, бидејќи станува збор за доста јак чај, значи пред ловоровиот лист е доста горчлив е на вкус. Овој чај е извнреден за поттикнување на диурезата, односно ќе имате доста чести нагони на мокрење, односно на тој начин ќе почне да се чисти организмот. И секако неизбежно е да напоменам дека ова е многу добра билка да се употребува, поготово во комбинација со рузмарин и жалфија, за проблеми со мозокот, односно за подобрување на когнитивните функции, за памтење, после прележан мозочен удар и слично. Ова се неколкуте рецепти кои што се доста познати, исто така го имате сирупот од ловоров лист кој што е доста добар за кашлица, значи прегорен шекер со лимон и ловоров лист се прави. Верувам дека го познавате сите овој рецепт, е доста познат и доста кружи низ секаде, баш буквално можете многу лесно да го најдете. Има доста рецепти, ова се некои кои што верувам дека ќе ви користат, дека ќе бидат од корист. Се надевам дека ви се допадна оваа емисија и се надевам дека ќе бидете повторно со нас. Ве поздравувам од ова цветно студио и ве благодарам што бевте дел од неа.